Dami i gospoda, Milenko Nedeljkovski. Почитувани гледачи, добро вечер во ова октомвриска вечер. Како се приближува денот на добивање извештај од Брисел, уште еден, и тој исклучил позитивен извештај, мене лично ништо не ми значи, меѓутоа на многумина очигледно многу им значи. Така почува да се редат настани кои во основа се во голема мерка нелогични, меѓутоа кога човек ќе почне да ги размислува зошто и така, тоа почна да се местат некои коцки. Например, има пратеник кој дискутира со молчење, не знае дали го блокира или не го блокира собранието. Се бара интерпелација на влада, тој што бара интерпелација не бара вонредни избори. Новиот бран со новиот уреднички состав во националниот јавен сектор во МТВ прави дилетантски грешки како пилјарска телевизија, од каде што голем дел од кадарот сега се наоѓа, предизвикувајќи можен инцидент со далекосежни последици. Секогаш присутниот во тој момент се јавува Тодор Петров со работи кои се на граница на фантазија, на фиксија. И сето тоа се случува во моментите, велам, кога треба да дојде извештајот. Зошто е тоа така? Зошто тоа така се случува, големо прашање останува сите заедно да размислуваме. Меѓутоа, она што исто така вреди да се размислува, дека во сето тоа почнуваат најразличните дворски игри. На една страна се јавува, да кажеме, градоначалник на Ресен, кој сака да биде независен, како што е Бузлевски, кој смета дека е добитна варијанта таму, а СДСМ не го бира. Има голема дебата околу тоа дали избран правиот човек за СДСМ во Битола. Од друга страна, наводно, владата и владачката гарнитура го контролираат националниот сервис, а националниот сервис им прави страотно лоша услуга со делот околу убиството или неубиството на некој што постои или не постои. Сето тоа доведува до еден голем знак на прашање колку и какви дворски игри постојат во двете партии и воопшто постоеле во Република Македонија. Секаде во светот постојат дворски игри, во партиите, во Европската унија, во НАТО, секаде тоа постои кај нас, ние не сме надвор од оваа планета, тука сме на неа. И вечерва сакам да ја отворам таа тема. Дворските игри во ВМРО и дворските игри во СДСМ, односно дворските игри, поделбите, начините на одење, враќање низ поблиската и подалечната историја на независна Република Македонија. Затоа денеска викнав 6 гости, наместо 5, како што е вообичаено. Сакав на почеток да влечам петка глава, па да велам 1 сат ќе дискутираме за ВМРО, па 1 сат за СДСМ. Ама се решив по сугестија на Панде Колемишевски тоа да не го правам. Зошто? За да не биде, за да дадеме можност дискусијата да биде поплодна, да можеме посеопфатна да ја направиме. Ве повикувам за се она што може би го знаете или не го знаете, а ние ќе се обидеме она што ние го знаеме да подискутираме, да послушате во оваа емисија. За она што се согласувате или не се согласувате или имате сугести, можете после да разговарате на нет, на сите можни страници и странички профили кои дискутираат за тоа. Почнуваме со првата октомвриска емисија од сезоната 2012-2013. Почитувани гледачи, драги гледателки, уште еднаш добро вечер. Вечерашнава тема, да ја повторам и да ја чујат сите мои гости вечерва, тоа се политичките игри во Република Македонија во последните 20 години, особено во последните неколку години, подметнувања, сепарирања, поделби, враќања и така натаму, нормално од аспект на она што е познато и она што е видливо. Во студио во овој пат имам 6, наместо 5 гости, како што беше стандард. Мирка, Ивица, Панде, Кире, Дарко и Жоро. Добро вечер за сите и добро вечер за левицата. Македонија четворица се левица. А овие двајца се овде пред мене се, особено Дарко е тип као ја, значи апсолутно со никого, со ниеден го. Од ниедна вера. Се надам дека ќе направиме убава тема и затоа што Дарко најмногу ми сличи. Мислам, јас си се занесам дека личи на Дарко. За него оди првото прашање вечерва. Најсвеж пример, кој го имаме како една
подметачина, една политичка игра, една нејаснотија. Најсвежи пример со наводното убиство или неубиство од страна на Златна Зора на човек кој постои или не постои во Грција. Го објави тоа националната МТВ. Нанесе очигледно голема штета пред предстојното соопштување на извештајот од Брисел. Дали во еден таков, од еден аспект на моментна политичка ситуација, сметаш дека можеби да се работи за некаква политичко подметнување, земајќи предвид дека општо вака распространето мислење е дека е МТВ како национален телевизиски сервис е под капата на владата, односно на владачката гарнитура? Тој случај е прво интересен затоа што се појави ден пред посетата на Штефан Фуле на Атина. Фуле во принцип не, или Филе, не знам. Филе. Так. Значи, тој нема што да бара таму како комесар за проширување, освен евентуално да врши некаков притисок или разговор во врска со волјата на Грција да одобри датум да се согласи со датум за преговори за Македонија без да биде решен проблемот за името. Меѓутоа, тоа е една димензија на случајот. Втората димензија е внатрешната. И интересно е тоа што значи тој впечаток или таа вистина дека ВМРО ДПМН ја контролира МТВ, информацијата се појавува прво на некој си Facebook профил на некоја си издружение Македонска Зора. Не може да се пронајде кои луѓе всушност стојат за тоа. И во принцип такво нешто е недозволиво како извор. И денеска да го отворите тој Facebook профил, таму се уште стои почивај во мир Александар или нешто слично. Значи нешто како некролог. Потоа интересно е што МТВ во принцип како јавен сервис, тоа што мене ме зачуди е кајронот ексклузивно. Јавен сервис нема што да брка ексклузивност во такви случаи, бидејќи тој, или како Мија, например, нивната идеја е да бидат можеби побавни, можеби не толку атрактивни, меѓутоа секогаш подлабоки и во основа секогаш не во основа, него до 100% точни. Во овој случај се работеше за, значи, второ, во самата емисија се јавува Тодор Петров. Значи, уредникот на таа програма се правдаше дека они имале 2 или 3 извора, значи еден извор, предпоставувам, бил Македонска Зора, нема луѓе или нема ништо, не може да се најде кој стои за тоа. Вториот извор е Тодор Петров, кој пак за тоа се јавува од Швајцарија. Како може Тодор Петров, он има разгранета некоја служба или не знам што. Интересно е што Тодор Петров пак, кога ќе се проследи неговото действување во последните 20 години, ќе се види дека он многу често се јавува со некои слични дејанија, тогаш кога треба односите меѓу Македонија и Грција малце да се подрастурат. Да. Да се вжештат. Сега, во поглед пак на внатрешните подметнување и Дали мислиш дека тоа непрофесионализам у македонска телевизија или е подметнување? Па едното не го исклучува другото. Значи, уредникот на таа, значи, дури да е подметнување од некој си, не знам, еве сама Ција нека дошла да му го подметне. Никој не може да го натера уредникот, никој не може мене да ме натера во весникот да пуштам нешто што не сум го проверил. Ја имам информација, например, дека тој уредник постојано се јавува кај дописничката у Брисел и бара постојано таа да прави прилози како ќе биде визната либерализација укината. Јас пак имам значи, дали се работи за намера или за непрофесионалност? Јас пак од разговори со раководни луѓе во МТВ, знам дека во изминатиот период, барем според нивно кажување, често пати им се случувало без наспроти нивна спротивна дадена насока, да кажеме во вестите првите 3 минути додат со пресконференција на Никола Груевски. И човекот со кого сум разговарал, вери ми се, крева косата на глава кој
ќе го видам тоа, зашто впечатокот надворе е Дека јасен. е под контрола, да. Јавниот сервис е претворен во партиски штаб во партиски билтен на ВМРО ДПМН. И сега прашањето е колку, а очигледно тука е се измешано, колку се тука подметнувања кои што внатре во самата телевизија се вршат помеѓу структури кои што и припаѓаат на владачката партија, и колку од тие подметнувања има пак од структури кои што се пак останати, кои што се поблиски до опозицијата. Јас нити имам информација, А не нити мислиш имам дека има намера да структури тврдам од владачката дека се партија која сама на себе си подметна? Па, види, зошто да таму владачката партија и секоја партија остава, посебно кога е на власт, бидејќи тогаш го дели колачот, остава надворешно впечаток на единство, монолитност. Меѓутоа јасно е дека таму и во секоја таква групација постојат структури кои што работат едни против други, едните да паднат за да дојдат други. И овој случај може би пластична, значи најубава слика за тоа како тие односи се развиваат до степен кога го загрозува интересот на државата. Во крајна линија, првите тие неколку часа реакциите кај јавноста беа такви што не би ме зачудило таа вечер, не дај Боже, да се случеше убиство на некој грк Да сретнат некој грк со кола. Пијани луѓе, да. Фала ти, Дарко. Панде, значи, ја не верувам дека овој настан ќе има некаква, не знам колку клучна улога, меѓутоа во овој момент е најжежок. Памти ли современата македонска историја дворски игри кои директно влијаеле врз судбината на Македонија, врз политиката? Па добро сега, како и во секоја држава, така и во Република Македонија. Да речеме, од нејзиното основање, уште од Аснон па до ден денеска, определени политички, еве да речем дворски, како што ги нарекуваш, или да ги насловам како задкулисни игри и така натаму, од тогаш до денеска тие постојат. Тие игри главно се одвиваат зад кулисите, многу поретко на јавна сцена. Да речеме, да не почуваме, јас се извинувам да не личи многу на историја, меѓутоа ако почнеме уште од елиминацијата на Методи Андонов Ченто, па се до денеска определени такви случаи има. Од мојата кариера, од времето кога сум се вработил во Нова Македонија и кога сум почнал да ги следам политичките настани, можам да издвоам неколку покарактеристични задкулисни или дворски игри или партиски игри, кои што има посебно влијание врз натамошниот демократски развој или демократско заостанување во Македонија и се одразија посериозно врз политичките процеси и текови во Македонија. Едното е тоа да 36-та и 37-та седница на Централниот комитет на Сојуз на комунистите на Македонија, Мирка има доста пишувано околу тоа. Сега кога правиме едно ново читање, ќе видиме дека тоа зад некаква лакировка на политичка пресметка, тоа беше кадровска пресметка, меѓутоа внатре стануваше збор, суштината беше расправја меѓу така наречениот граѓански либерализам и предводен од од прилика благиот македонски национализам. Предводен од повод беше една академија по повод 11 октомври по сценарио на Анте Поповски, кој важеше за благ националист, и главната расправа беше дали повеќе внимание му се дава на Илинденското востание и на настаните пред Аснон, или му се дава на односно се запоставува југословенството во Македонија. Како што покаже историјата, тие, така да ги наречам, промакедонски струи беа тешко поразени. Другата работа е... Следен пример? Молам? Следен пример? Следниот пример е околу изборот на член на председателството на СФРЈ од Македонија. Тоа беше една многу голема политичка игра, кога беа предложени кандидати тогашниот председател на Сојузот на комунистите на Македонија Јаков Лазаровски. Од една страна, од друга страна беше предложен председателот на извршниот совет Григорија Гоговски.
Што е најинтересно тука? Најинтересно е што тие што беа во Централниот комитет на Сојузот комунистите беа против Јаков Лазаровски, а тие што беа во Извршниот совет, Беа против што го. требаше да бидат џобе беа обратно. Меѓутоа, тука преовлада една трета структура која што беше во собранието, така да не беше избран ни едниот ни другиот, а после тоа, мислам, ова беа навистина дворски игри, а после тоа прв пат во историјата на Македонија со непосредно гласање меѓу двајца кандидати за член на претседателството беше избран Васил Тупурковски. Тоа е дел од историјата, а после ќе искористам прилика да кажам за од 90-та година наваму. Добро, Ивица, ти си единствен кој бил член на владата. Имаше ли во владата дворски игри во твое време? Мислам дека во секоја структура има дворски игри, меѓутоа и што знам, мојот склоп е таков што јас не сакам да ги забележам ниту да ме оптеретуваат во мојата практична политичка работа. Знаеш што, сега, само да ви кажам, ми пречи кога зборите, еве и Пандезве и ти, зборите, а гледате Мирка дали се смее ова. Имате страфона дека е учителка, класна, ќе ви пише минус, кец. Не, ја гледам, Што е работа? Не. Само вака гледате како дали ова. Добро е вече, кажи ми не. Не, привлекува внимание затоа што другите сериозно гледаат, мислам. А она не сериозно. Таа е експресивна во однос на тоа. Во однос на тоа што го слуша, нормално заради тоа привлекува внимание, но значи дворските игри се дворски игри, мислам, околу секој центар на моќ, дали е тоа политика, дали е бизнис, што сака нека е, постојат дворски игри. Има луѓе кои што целокупната политичка кариера им зависи од дворските игри, меѓутоа Например, па не би сакал да има разноразни ликови во Македонија што се влечат со години, чија што специфична политичка тежина е нула, специфична интелектуална тежина е нула, а може да ги сретнете во сите божи политички игри што се играат во последно време. Впрочем, видете ги фотографиите на луѓето што го избра Владо Бучковски за претседател на СДСМ и фотографиите на луѓето што избра Радмила Шекеринска за претседател на СДСМ. Истите луѓе. То тука некаде ми се чини дека е тој дворскиот круг во таа политичка партија. Според мене со никаква специфична тежина, што се потврдило и на многу избори, со никаква интелектуална тежина, затоа што не видовме некој политички став кој што го бранат. Меѓутоа се вртат, се мотаат онамо каде што им е местото. Нашиот народ вели, нели, околу медот секогаш има муви и околу други нешта нашиот народ вели дека има муви, така што тоа се тие дворски игри кои што постојат во Македонија. Мислам дека не треба да им се обрнува посебно внимание. Вниманието треба да се обрнува наму каде што има реални разлики во моќ, разлики во пристап, разлики во идеи. има ли секташење во партиите, Жоро? Мислиш во современите политички партии? Во современите, во сега, во последните 5-6 години. 8. Па, ако зборуваме за секташење, прво важно е, значи, дали треба да зборуваме за фракции или треба да зборуваме за групи кои што имаат одредени интереси врз основа на Па едно и друго. некаков бизнис или некаква политичка моќ која треба да се стекне преку блискост до лидерот. Ние имаме во принцип... Сега, за сега немаме, ниеднаш не се случи да има официјална фракција во ниту една партија. Тоа е Да, ние имаме лидерски партии, затоа што прво целата политичка приказна во Македонија потекнува од еден систем на социјализмот, кога партиите нема, нели, единствената партија немаше демократија. Сите партии што после тоа се формира како лидерски партии. Значи и ВМРО ДПМН 90-та година се разбира и СДСМ, односно Бранко Црвенковски, знаеме како дојде со пуч на власт буквално во СДСМ, се формираа како лидерски партии. Од тие причини долго време требаше за одредени структури, да речем Бранко Црвенковски денеска е на власт многу долго и веројатно таму се создадоа многу повеќе групи и групички кои евентуално се обидуваат на овој или на оној начин да стигнат до некаква политичка моќ. Но што се однесува до, да речеме, ВМРО ДПМН, во првиот период имаме еден период на од една страна Љупчо Гергиевски како неприкосновен лидер преку власта на Доста Димовска како челична леди, која преку теренот на Борис Змејковски, кој што нели ја држеше буквално целата организација, но имаме подвојувања така наречени идеолошки со етикетирања. Зошто?
затоа што дел од инфилтрациите на поранешната разузнавачка служба на на Југославија УДБА беше толку навлезена во структурите на опозицијата, што на овие структури им лепеше етикети, значи, нели, бугарашка и она другата структура, така наречена про-југословенска, во ВМРО-ДПМН, кои уште од летоците на познатите летоци на Тито Петковски, преку аферите, преку разузнавачките афери Сина Птица, Дувло и така натаму, местеа партиски политички игри за раслојување на партијата ВМРО-ДПМН. Ние знаеме колку се партии се појавија уште од 90-тите на ВМРО-ДПМН. Значи, со излегувањето на Владимир Голубовски, потоа на Стефковски, ВМРО-МНДС, еден куп партии уште од самиот почеток на 90-тите изникна од ВМРО-ДПМН. Идејата беше дека овие полициски, политички, разузнавачки служби едноставно се обидуваа да ја раслојат, да ја на некој начин прокажат ВМРО-ДПМН како партија која што не е патриотска, која што е антимакедонска. Сакаш да кажеш дека во тој период всушност партиските игри во ВМРО биле длабоко подбуцнати, инспирирани и направени од полициските структури на државата? Апсолутно. Не го исклучувам и влијанието и на странските разузнавачки служби, за да не остане дека и тие немале влијание во Македонија. Апсолутно. И бугарската, веројатно и српската разузнавачка служба која што имала своји структури во Македонија, посебно во првиот период после осамостојувањето, додека режимот на Милошевиќ е на власт во Србија, и тие имаат многу сериозно влијание и од тие причини се лиферуваат сите тие разузнавачко-полициски афери. Проблемот е што во Македонија никогаш тие не се расчистени. И до ден денеска ние не ја знаеме вистината за Сина Птица. И до ден денеска не ја знаеме за огромната афера Дувло, која што беше прислушување на штабот на една опозициона политичка партија, која за каква што афера, да речеме, во Америка, нели, падна еден председател Вотергейт. Тоа некако се мина како настани во 90-тите години, за, нели, да дојде до оној период после падот на Милошевиќ и војната на Косово, кога почна тие структури во Македонија да работат за одредена кауза, односно за како реслови на режимот на Милошевиќ да предизвикаат, ако можам така да кажам, и војна во Македонија многу подоцна. Добро, фала ти. Мирка, сега, ама немој експресивно. Не знаев дека ми е забрането. И во суд ни забрануваат да се смееме. Говор на тело, така да и овде. Кажи ми, одвојувањето, еве да почнеме со ВМРО, одвојувањето на малите партии, еден куп, Човек партија, Пајтон партија и така натаму, тоа е дворска игра или тоа е сепарирање или тоа е... Не знам зашто прво ја имам потреба да ги средиме појмовно работиве, за да знаеме зашто ќе расправаме. Значи, дворски игри постојат од моментот кога се организирало човешкото општество во некакви заедници. Тоа е борба за моќ. Или, така да речем, за фаќање позиција да бидеш калиф наместо калифот, нели? А во секоја таква борба, војска, гарда на лидерот се опортунистите. Оние луѓе кои ги користат можностите дадени да станат или калиф наместо калифот, или омилен миленик, политичка конкубина, која ќе има реална власт и со тоа ќе си ги задоволува своите, еве така да речем, лични цели. Значи, дворски игри, све може да се подведе по тоа и ги има. Не е Македонија нешто особено, нити па овие политички партии во тој поглед различни од другите, во било која земја во светот. Што се однесува до цепењето на ВМРО во раните 90-ти години, значи кога се појави или кога ги живеевме првите години на плурализмот. Тоа може се третира како фракционизам? Не може. Тоа се повтори и на минатогодишните избори. Истиот модел, тоа само говори дека одредена
така да речам, полициска матрица. Искуствена е, пак нема да кажам дали е од домашно потекло или странско или комбинирано, пошто странските служби многу тешко ги менуваат своите матрици, а си ги превзимаат и методите и луѓето од нивните мрежи. Истата матрица е употребена, таа е стриктно за изборните потреби и за компромитација. Јавна компромитација. Значи нема ништо идеологија, нема ништо. Нема, види, идеологијата нема програма, ќе видиш во фактот дека во Македонија нема политички фракции во рамките на партиите. Тоа говори дека овие партии се уште се организирани по принципот на демократскиот централизам од еднопартискиот систем, како што функционираше Сојузот на комунисти. И на крај на криштата тоа се генерации кои живееле или имале близко искуство од тој систем. Ново нема на овој поглед, на овој план во овие 21 година имено ниедна вакво отцепување, ниедно осамостојување или од СДСМ или од ВМРО ДПМН не било мотивирано од, да речеме, идеолошки разлики или имање некаква во финеси различна политичка платформа. Или стратегија, програма, план, да. Да имало, ќе видевме. Најеклатантен пример се овие ВМРО со додавки македонска, најмакедонска, не знам каква беше, темпларска, ваква, таква. Освен персонален проблем, очигледно, на одредена група незадоволници кои не си ги исполниле своите лични, егоистични, не знам какви амбиции во рамките на таа хиерархија партиска, тоа бил главниот мотив за да излезат на избори. И тоа народот го препознал? Оној што ги организирал во одреден момент, пошто во политиката случајности од ваков тип не се случува, него мора некој да е спонзор на тоа. Кога се појавуваат, важен е тајмингот, задачата што треба да ја одработат, и првиот пат, и вториот пат, тие завршија дел од работата. Првиот пат беше искомпрометирана ВМРО ДПМН во очите на мнозинството, вклучително, еве и јас, ги гледав како непријатели на македонската држава. Во дел од работите времето покажа дека сме имале право, некои од нив така се развиваат, како Љупчо Георгиевски, например, но дел од нив, еве ги и понатаму се трансформираат, постојат, ама не знаете што се. Излегоа сите што излегоа минатата година од структурата на ВМРО ДПМН, сите се вратија до еден, нели, повторно во таа партија. Јас лично, можда надвор од темата, воопшто не разбирам зошто во Македонија после 21 година такви неупотребливи персоналитети стануваат дел од некакви големи коалиции. Зошто истото се случува и во СДСМ, да речеме, кој е придобивката на СДСМ да се дружи коалициски со еден Тито Петковски. Ирелевантен субјект, објект, не знам што да кажам. Мислам, никаква тежина, ништо, освен ако сакаат некој внатре провокатор да имаат или некој, не знам, некој делегат на грчки интереси. Едноставно не гледате никаква суштина у тоа. Зошто им се тие друштва? Зошто му е на Груевски Драгиот Стојменов или не знам. Кого сакате од таа групација што произлегла од таа партија? Абе, за Драгиот Стојменов може и ќе најдеме причина, ама никако не може да најдем за Филип Петровски причина. Јас не ги знам имињата на сите, баш не се занимавам со оваа проблематика партиска. Или на Зашто Додовски, едно например. ми е јасно, дека е воспоставена, не знам зошто е воспоставена. Сум разговарала на оваа тема со некои луѓе порано, кој ја смисли таа ВОС коалиција. Таа се појави негде 98. Нели со плакат Мондријан, буги-вуги разиграна, нешто. Сите, цело е кога има се.
си измислија по 3-4 партии кои фино, Python партии, гранапчиња политички, кои ја пумпаат бројката на, демек, колку поголема е коалицијата, тоа значило дека другата страна е изолирана политички. И ги гледате, се тркаат пред секој избори кој ќе собере поише неупотреблив политички шкарпи. Кире, како е у СДСМ? Како ги третира, да кажеме, СДСМ? Или како ти ги гледаш, како ги третира СДСМ? Тито Петковски или онаа партија, да, овој што беше председател на собранието, Љупчо, што почина, да. Или како го третира Бучко, или како... Смисол на фракциите? На фракции, или како го третира Бузле, например. Да, окей, ќе стигнеме. Отприлика тука сме негде истото ќе го говориме. Само ако за да не го скокнеме ова што го кажа Дарко на почетокот за првото прашање, или ќе го... Не, може слободно. Мислам дека... Да. Прво ова, па да се вратиме на Дарко, а? Или... Прво тоа, Ајде, важи, бива. одиме се на ова. Бива. Прво, само тоа сакам да кажам, дека многу е права дефиницијата, односно погодена е неговата поента дека сервисот, јавниот сервис, никогаш не може, значи таму луѓето сега кои што дошле нови се стари, не е важно и ќе се сложат вајде и другите, дека треба да забораш што значи да работиш во една од многуте комерцијални телевизии. Јавниот сервис не може да брка ексклузивки од овој тип и не може да излегува, како што каже Дарко, со кајран кој што ги кажува дека тој ќе има ексклузивна вест, посебно за ваква сензитивна работа. Јавниот сервис, па и мија и така натаму, сите оние кои што се врзани со оваа работа, мора да бидат можеби и поспори и мора да имат ексклузивки, но од друга тежина. Значи таа ќе биде и ќе дојде со некоја ексклузивка која ќе има некоја изјава од некој тешкаш, кој велиме тешкаш, мислиме на голема политичка личност која што ја дала изјавата само за нив, од натре, од тука или од било каде. И целиот проблем кој што настана, мислам дека единствено излезе заради тоа што јавниот сервис излезе со ваква очигледно Тука се согласивме сите. непроверена. Сега никако не може да добијам одговор дали е тоа местенка од некој или не. Еве, ти си тие игри, нели? Ти си разузнавање, мамо тоа. Не, ама одма оди на тоа дека некоја служба тоа го направила. Не, добро, не мора да е служба. Канцеларија некоја. Премногу е ситна ова работа. Добро, тогаш и не би го направила. Тогаш? Не го направила тоа. Мислам дека Ситна, зошто ситна? не би го направила вака Има снимено тој филм и баш едноставно. Значи Не е важно. малце подруго би било. Тој случајност земјотресот би бил подолг, мислам. Значи, желата да видите ексклузија, можеби на новото раководство таму ги понело и ја имате изјавата од Понела га песма. човек кој што кажува и тврди како што е Тодор Петров, а они пресметале колку тој човек тежи со неговата изјава. И тука е нивниот кикс. Па, Ако одиме на тоа, малку го облажува се не, тоа. али па го ублажувам заради следно, заради тебе го ублажувам и оваа емисија. Например, исто така МТВ, ако одиме на тоа што се случуваше од кога го има новото руво. Например, ја логика од цела една емисија од 2 сати МТВ да извади некои 12 секунди од твојата емисија која што ја кажувам со Дарко Несто. Сега тоа исто кажи ми нешто личи, дали и тоа пожолтување на МТВ или само ова е проблем? Се Не, сеќаш? тоа во ред е, меѓутоа се зборуваме за Што извадија нешто спот некако? Извадија една реченица која што одговара на владеачката ВМРО. Добро, меѓутоа види се. Така Таа ли? реченица е Да, тоа кажана. точно. Ако е така, да, тоа е злоупотреба. А не сте го гледали? Во ред. Не. Добро. Да, меѓутоа Миленко тоа го гледал, пошто го Не, ми кажа го гледале го сите у Македонија, не знам, и не идеше Не, само тие на 12 секунди. и не идеше само на македонска и телевизија, на одеше на Курир и сите на телевизии. Сител и не Одеше знам као што кој рекламен друг. блок Но, на партиска реклама. Во ред, меѓутоа, тоа е нешто што се случило и што е евидентно и што е јасно и што е конкретно. Добро, Кире кажал у ред, во на одиме. Миленко емисијата во ред. И сечено е парчето злоупотребено и не, пак, ама тоа е се факт. Ова за што збориме ништо не постои. Значи се Значи, сосема друга Да, манипулација. окей, треба да- Злоупотреба, Но не затоа. можам да навлезам Ти го во- нарекуваш и- инцидент. И за едното и за другото не можам да навлезам дека стварно не верувам дека е смислена подметачина, на пример од кого? Од самите луѓе таму, па е исто како што каже Дарко, а тоа му верувам бидејќи има контакт со луѓето таму, дека нарочно се оди со 4-5 минути или колку рекате 3 минути напред да се оди секогаш со премиерот во прилогот, односно да биде најприсутен. Ако е тоа така, тоа е подметнување. И тоа
не е ништо спорно. Но овде мислам дека е кикс кој што не верувам дека е смислен од било кој центар, туку едноставно мислам дека луѓето таму малце пребрзо трчаат кон тоа да станат гледани и да Многу наивно ова сум што сигурен. кажеш. Затоа што не сум сигурен. Значи ефектите кажа од тоа, Многу од наивно таа сте. случајност, Се слагам. ги гледаме Значи, денеска целото е заради- во извештаи, целото, да. во врвни политички разговори. Така е. Да не беше МТВ, мислам дека до сега ќе беше затворен. Другите портали или другите... Да те подсетам на еден таков И да беше Тодор Петров Петров со само. неговите Да те повици. подсетам на еден таков инцидент пред некоја година, не знам кога беше, на гробот на Гоце Делчев поставена инцидентно од некој Картата со... некој запаленко Македонија картата на се ова поклонува... и кога се такви, значи Добро. Тука мора да- ракописот е многу јасен, но тоа не Не ги исто. правда Не исто. државните Не исто. служби. Таму премиерот морал неговото протокол изведе си Исто е, македонскиот јавен сервис е исто. Добро. Тогаш Можеле Ај што? Само можело да се запали има- целата атмосфера. се од слага. дека. Но тогаш само што ако има мал сомнеш дека е тоа така, мислам дека има механизми таму раководството треба да се смени. Ако Види зашто воопшто е работено тоа. Значи, целата гужва не почнува само вечерта и не е кој ќе се провери тајмингот. Не е прва МТВ. Значи, вечерта добро го следев тоа следниот ден затоа што бев на работа за да знам што да правим. Целата гужва почнува ден-два претходно. И на тоа никој не обрна внимание во посериозна смисла. Кога сите портали, МТВ тогаш не учествувано. Затоа не учествуваше. Затоа велам дека станува збор за подметнување. Што, како, тоа во крајна линија нека бара друг. Атмосферата е подгреана кога 90% од медиумите во Македонија објавија дека детето е претепано. МТВ и молам? Така, првата вечер. Тука е загреана веќе атмосферата. Сите се налепија после на тоа затоа што подготовката помина безпрекорно. Ама ние и не Како? знаеме дали се случил. Може и се случил, ние апсолутно ништо не Во знаеме. ред, значи тоа е веќе разговор за самиот настан. Алфа излезе со таа болницата Папа Николау што тврди дека Лоше Како толкувано. како после МТВ во саботата вечерта улета на овој начин, тоа е веќе друго. Точно е дека ако не беше МТВ, ќе имаше еден понизок степен на запалливост целата работа. Меѓутоа, да не заборавите, тоа ќе беше за 10-20% пониско. Работата веќе беше подготвена и 90% од медиумите во Македонија ќе ја пренесеа и втората вест. Ова за убиството на детето, дури и да не интервенираше после МТВ. кошарката беше Тоа е, така. а втората работа, извини пак само да довршам. Втората работа е, за тоа пак каква е МТВ и што е МТВ? Тоа не е проблем од сега, од 1-2 години. Тоа е проблем од 90-та година, кога ВМРО сакаше дојди па да го фрли и тогашниот директор, не знам, од 14 спрат, затоа што уште од тогаш не ја чувствуваа луѓето за своја. А ако се сеќавате, тогашниот начин на претплата на МТВ колабираше затоа што сите во Македонија кои што не се согласуваа со политиката на СДСМ одбија да ја плаќаат на таа, како што ја нарекува, комуњарска телевизија. Од тогаш па наваму, ниту во време на Љупчо Ѓоргиевски, ниту од 2002 до 2006, повторно во време на Бранко Црвенковски и СДС, и ние со МТВ не го решивме проблемот. Така што, а меѓутоа муабетот овде беше друго. Сакав само тоа да. Сето ова што го кажуваат колегите претходно е во ред. Јас не би навлегувал сега во точноста, неточноста, затоа што уште има време да видиме дали се случил, не се случил. Меѓутоа, еве сите одиме од предпоставката дека не е случено и дека Тодор Петров направил голема штета со неговата изјава, а особено што тоа е пренесено преку Пан дека те МТВ. поправ, значи не одиме од предпоставка дека не е случено. Одиме од предпоставка дека ништо не е јасно. Добро. И кога ништо не е јасно е најлошо. Добро. Најлошото најлошо е. уште не е јасно. Меѓутоа, Значи никој не тврди дека тоа што се сакам да потенцирам, кога го говориме за овој случај, да не заборавиме неколку клучни работи.
Прво, оваа провокација, да речеме, било што, како и да ја наречеме провокација, не од опозицијата, не од СДСМ, не од Бранко Црвенковски, не од било кој. Туку станува збор за човек кој што 20 години е миленик или е во пазувите или во скутот на ВМРО ДПМН. Неспорно беше кандидат за председател на конвенција официјално со Ѓорѓе Иванов. Станува збор за човек кој што секогаш бил, ако не во првите, ама во вторите редови на сите одбележувања, прослави и така на ВМРО ДПМН. Понатаму, вториот фактор кој што учествува во целата работа, Македонската радиотелевизија исто така 3-4 години или 5 години е безмало чисто и јасно определена на страната на ВМРО ДПМН. Сакам да кажам дека... Како е определена пандемија? Подредена. Како со... На некој начин не представува Со Горан Петровски, со Александар Чомовски, така ли е? Јас зборувам со сите. Не сакам да јас зборувам за програмата што се гледа. Не зборувам кој и што е. Пане, тебе ти стана малце битно да одвоиш тука дека не е СДСМ во приказната. Владата треба да ја пофалиме, владата треба да ја пофалиме за тоа што даде многу пари за МТВ да направи вистински јавен сервис. Технички го прави тоа, кадровски оспособи луѓето, веќе не се толку незадоволни, направи некакви позитивни промени, меѓутоа ова што го видовме, излезе дека сето тоа е фрлено во вода. Меѓутоа, сега немојте вие да ме убедувате дека Македонската радиотелевизија не е гласник на ВМРО ДПМН. Или не гледате МТВ, или не сакате да признаете дека е така. Мислам, тоа е очигледно. Секогаш била на владеачката партија. Ама добро да се подразбира. И тоа затоа што ние не променет во основа политичкиот систем. Ние глумиме плурализам. Јас пред тоа кажав. Све е организирано уште како во времето на еднопартискиот систем. Можеби пандематава тебе ти личи така или можеби низ годините е така, меѓутоа ако ништо друго последната година, ако ништо друго, не повеќе две, сака да покаже МТВ ли владата ли дека тоа не е така. Преку ангажирање на луѓе кои се нивни неистомисленици, напротив напаѓачи и луѓе кои цело зимо предремеа пред укапоти пред владата. На програмата тоа не се гледа. Како не се гледа Горан Петровски, како не се гледа Александар Чомовски, како не се гледа Коле Чашуле, како не се гледа. Не спорам со тоа. Немојте така, тоа е сад етикета без врска. Телевизијата, националната телевизија мора потенцирам. Националната телевизија во првиот момент кога телевизија мора да биде благ поддржувач на власта, на било која власт. Во националната телевизија, ама тоа да не биде на државата, на државата, на партијата која што спроведува политика, политичка партија која што добила избори. Ама не, политичка партија која што добила не зема страна. Не оди тоа така. Која што добила на избори. Не е така. Тоа BBC да го гледаме се, не да гледаме српски. Тоа така не е. Тоа друг Ние се наслушавме приказки од Александар Чомовски дека најдобрата новинарска школа била школата на А1. Од таа школа он со се син му, со се сите, со се снаат, со сите дојдоа на македонска телевизија, плюс еден куп други новинари. Јас грешив работата и отерав. Не, плюс еден друг куп новинари. И во моментот кога таква гарнитура почува, нели, беше донесен тој Горан Петровски, демек ќе ги учел како се прават вестите. Тоа божем таја таму ништо не знаат, како на нив двајца да им донесе некој да ги учат вестите. И одеднаш кога се случува, тоа се случува најголемиот капитал. Што? Кадровски промашувања, тоа е друго прашање. Кој знае дали е тоа кадровско промашување? Збор за уредувачка политика, пред тоа беше... Тоа е систем таму на носење на луѓе кои што се создадени од една друга структура. Нели гледаш дека постои систем? Ама тие се 2 месеци, тие се 3 месеци се донесени, тие предходно беше порано. Панде, предходно беше користен системот па создаден во време на Бранко Црвенковски. Читам повесници дека се создава одлична екипа, дека се создава нова екипа, дека се создава професионална екипа. И ова ли е? Екипа прави најголем кикс во... Па тоа ли е? Значи тоа што читаш повесници не е точно. Тоа што си го прочитал повесници значи е глупост. Него дереа тие што го пишувале тоа. Ама тоа значи сите тоа што го зборува не се во право. Направиле голем кикс и направиле големо промашување. Има неколку луѓе ми кои јас кои тоа го пишаме однапред. Направиле промашувањето очигледно. Не е тема. Не мора да значи дека тие луѓе направиле кикс затоа што не знаат ништо. Не знаеме дали е кикс. Ја тоа треба друго. Не мора да значи дека е тоа таков кикс. Добро, сега ова не е тема. Добро. Идејата ми, ако може да завршиме за Тодор Петров, ова што го спомна Панде, мислам дека е добар шлагворд.
дека беше и кандидат за председател, како независен, па се кандидираше во ВМРО-ДПМН. Значи, факт е дека не само ВМРО-ДПМН и СДСМ, предпоставувам двата големи табора, во своите структури, она што го кажа Мирка, прифаќаат некои личности кои што прашање е каков кредибилитет имаат. Тодор Петров и ден денес тврди, сега да му се јавите на телефон, дека тој човек почина, претепане и ќе се докаже. Ние имавме личности на политичката сцена и на сцената во Македонија кои што тврдеа, например, еден адвокат беше таков, кој што правеше ексклузивни пресконференции во кои сакаше да открива некои работи, не знам, за инволвираноста на Карла Дел Понте во не знам какви случаи и така натаму. Зборуваш за Игнат Панчевски. Зборувам за Игнат Панчевски, да, и сето тоа се покажа како голема лага. Проблемот е во нешто друго. Тој адвокат веројатно сега нема никаков кредибилитет, но Тодор Петров 20 години има сериозен кредибилитет на политичката сцена во Македонија. Во смисла дека постојано даваат постојано или е гостин на телевизија, или се организираат конгреси. Председател е на Светскиот македонски конгрес. Тоа ми е прашањето, Жоро. Дали има подметачина или не? Тоа е. Дали има игра или не? Тоа треба ВМРО-ДПМН е добро да го види. Не Миленко Неделковски, Панде Колемишевски и Дарко Јаневски. Тоа е работа на партијата. Тоа е точно, меѓутоа нашата работа е да дебатираме. Партијата нека се ги следи нивните работи. Не, на државата е. Нивни работа. Јас сакам да дебатираме ке мене емисија да ги регулира тие. И зошто е тој човек стално провокатор? Кога зборите за подметнување, кој за Тодор Петров, значи друго нешто сакам да ви кажам. Тодор Петров ја блокираше границата у време кога ВМРО не постоеше. Значи кога се збори дека тој е ваков или таков човек на ова или на партија. А знамето го изгубивме ние. На чија партија беше Тодор Петров? Да не се Наговорено залетуваме туку од грците така, во затоа што Австралија. ние не можеме да излеземе од нашите подели. Тој ја блокираше границата во време кога 90% од македонците не можеа ни да сонуваат. Имаме независност. Но да не се Значи, клучни се тајминзите кога се дешаваат вакви провокации. Ете така. Јас Оваа тоа сакам да му провокација кажам, нема случајност. Значи, Месец дена пред извештајот и ден и пред посетата. овој чехот да отиде во... Посериозна работа. Само ја би заклучил и би тоа продолжиле тамо кај имаше прашање за Кире. Значи, следнава работа, Дарко фино каже, 1 до 2 дена беше подготвуван теренот од најразлични портали. 1 до 2 дена. И потоа тие портали поддржаа, потоа излета Македонија. Зошто сметам дека е подметачина? Затоа што ако гледате, после еден таков огромен кикс, дури Панде Колемишевски, и он смета дека е кикс, а Панде го смалува, меѓутоа после една таква катастрофа, ниту порталите напаѓаат, кои кога овде кога ќе кажам ја А или Б ги има по сите портали, не Кире како тебе 7 секунди, ке мене има по 770 секунди, и ниту Совет за радиодифузија се јави, ниту Сдружение на новинари бараше не, ниту... Се јави. Го читаше соопштението? Можеш да разбереш нешто у тоа, што пишува у тоа. Се јави и Сдружение на новина. Не, сакам да кажам дека е тоа една општа акција за да се компрометира државата пред извештајот. Да, алда и ние, Миленко, ако после 21 години и безброј вакви обиди кои на наш грб ги изнесовме и као новинари, ако уште може да не работат ко бавче и да ни пуштаат пеперутки, а ние да се фрапираме, ала алда и кои ние. што се блиски до опозицијата сега, Ќута. се главни носители на пораките што ги испраќа Тодор Петров Да, сега. поддржувач негови. Значи тие главно се занимаваат сега со неговата приказна натаму дека ќе се Не открие само еден ден тоа, и така натаму. него и го правдаат главниот уредник на вестите, односно Горан Петревски донесениот. Они го оправдуваат, му даваат поддршка, му даваат се. Се контра од ова што го кажува Панде дека е МТВ, не знам, провладина или... Види, не знам. Миленко, само една од нашево искуство да ја затвориме темава за затворим. новинарство, пошто ние овдека нема за нас да разговараме. Постои едно правило. Добро. Кога ти нов медиум, практично ребрендиран или како се вика тоа ресетиран медиум, така го рекламира МРТВ сервисот, стартува со ваков гаф, за сега се третира како гаф, професионален. Постои едно правило. До 3 пати, ако ти се деси ова, кредибилитетот ти рокнува без можност да го поправиш.
Значи, на почетокот на новото руво на МРТВ се случува ваков гаф. Дали е екипата од А1, колку се они добри професионалци, тоа е друга дебата, тоа може сите ние да си имаме свое мислење. Но фактот дека се случува сега, во ваков чувствителен момент, со надворешно политички импликации за Македонија, кога е исмеана владата за која Самарас рече дека не е релевантен, или како беше изразот, адекватен партнер за преговори, во време кога се подготвува, не знам, интерпелација, ама без јасна цел. Ке идеме на избори со намера да идеме или да не идеме, или некој да пучира, да правејки внатре партиско парламентарно мнозинство. Значи, повторно, еден месец пред да уследи или неколку недели пред да уследи извештајот, повторно да ја фрлаш цела држава као коска за глодање, а имаме сериозни функционални проблеми. Коалиција која гледате дека ги блокира фактички и ги исмева институциите, ги изместува од уставната рамка со тоа што не постои никаква хиерархија, субординација. Имате премиер кој не може да смени министер. Министер може да смени партиски лидер, а не може да смени оној што ја носи одговорноста пред цел еден народ. Имате министер кој не чувствува никаква одговорност пред државата заколнува. Значи, тоа е Не, ја би се вратил со Кире. Кире, како е? Фракциите, да. Ние се Многу кратко, расправаме со... Кире, како е СДСМ? Затоа што баш така беше прашањето, како со отприлика исто како и цело тоа што го зборував и во другите партии. Значи ние сме сведоци дека во цели 20 години пред се интересни големите партии не постоеле фракции. Ти оставаат во своите статути божам некој простор за фракција, но ни една партија отворено нема цврсто решено нешто што значи фракционерско делување во партиите. Тоа е голем проблем. Формално, правно, значи нема фракција. Меѓутоа, дали суштински има фракција? Штом го нема тоа, не може да има ни... Да? Штом формално правно не постои. Таа не може да се... Морате првото да го направите. Значи да дадете формално правен простор па да размислува некој дека ќе направи суштински. Нема во партиите фракции затоа што тие што се делат немаат никаква политичка Можност платформа. да тоа го- Немаат никаква поинаква идеологија. Ај ке дојдеме и до тоа. Ќе дојдеме. Како профитни друштва, а Све не како политички партии. Дај нас партиите, акционерски друштва, профитни. Дај да видиме. Посебно, така си го гледа. Сакаш да кажеш дека кога бега Газдите, Тито односно Петковски од партијата или ова, всушност бегаат, проблем личен, оти не е задоволен од Затоа што акционерското друштво. Не е поставен на едно или на друго место, не му е дадено тоа и тоа, не му е даден тендер, не му е дадено било некакво друго материјално добро или некакво во основата материјално побарување. Да не генерализираме, Да не заборавиме. да не претеруваме тука. Да не идеализираме некој Да не нешто. претеруваме во тука. Секаде во светот тоа почнува така како персонална битка. Тоа што обстанува потоа е тоа што ќе се профилира идеолошки. Во Македонија такво нешто сега за сега не гледаме дека се случува. 20 години. 20 години. Во рамките, Па тоа е се мала само историја. ова Во полза на ова ти што го збориш. Во рамките на левица е невозможно да немате, да речеме, интерес на, фракција синдикална или потврдо работничка, социјалистичка или анархистичка, во младинскиот дел, или, не знам, авангардна во смисла на разни пилот идеи. Во десница да немате, да речеме, тврдо национално крило. Како може во левица да... Демохристијанско крило не видовме. Можеме да го издвоиме, да речеме, Кој? Владко Ѓорчев. Како Владко Ѓорчев добро. во ВМРО ДПМН како една конзервативна демохристијанска десница. Тврда. Тврда. Од Може да се бушовски измени. тип. Може да се издвои. Сакам да кажам дека тој во последно време, нели, еден од оние предводници кои што се залага за тие вредности на многодетност, семејство, на влијание на религијата во општеството. Ама тоа е поединец. Поединец, ама има и луѓе кои што го поддржуваат. Да, ако се сетиме, значи поединец, второ, кога ги сосема точно како што кажеш, он е екстремно десен, значи не во лош смисол, и по националното прашање, ако се сеќаш.
Иако се сеќаш кога се обиде, односно кога не гласаше или беше одсутен за гласањето околу хашките случаи и така натаму, значи како се решаваат тие работи у партиите, се сеќаваме дека пратеникот еден долг период беше тотален аут. Не смееше да излегува, да зборува. Сега да кажеш дека бил да кажам, дистанциран од апсолутно. Значи веднаш. Види, ми пречи малку партиите- кога... Да, тоа е точно Не, за не Владко зборам Ѓорчев, лошо. све меѓутоа ми Ама пречи и- кога... Не зборам лошо. Веднаш ги... Не викам дека збориш лошо. Меѓутоа ми пречи кога не можеме да направиме 50-50 дискусија за една теза. Еве, за А, нема СДСМ, шанси сакаш тоа. да ти кажам? Нема, а? не, Од па не, 90-10 ли ќе биде? Не, истото СДСМ ќе ќе ти биде. кажам. Еве да се вратам на СДС. Секој што нема да ги исполни очекувањата на доживотниот лидер, одстрануваме. Никола Поповски, кои да ги спомнеме, овој како се вика Ѓорги Спасов, едно време беше тргнат Благоја Ханџиски, едноставно При Фрчко беше тргнат па вратен. Фрчковски, Бузлевски, Илјо Илјовски. така. Можам многу повеќе да ти набројам Многу од повеќе СДСМ такви- отколку од ВМРО, зашто не Такви ги кои што познавам биле таму луѓето. елиминирани. Но ако зборуваме за политичката позадина, верувај дека нема. Тоа се типични персонални битки. Никој од овие што ги спомнав, со исклучок на Љупчо Јордановски, кој имаше различни идеи, да речеме, или Благој Ханџиски, кој имаше цврсти национални позиции, ова друго беше, што да ти кажам, ова беше зошто лидерот не ги сака. Најсмешната формулација која ја имам сретнато 21 година, кога македонски политичари ќе те прашаат зошто ти мене не ме сакаш. Деме како ги критикуваш. Они имаат потреба лидерот Да бидат ги сакани. да ги сака, да. Они се миленици, имаат ментален склоп на миленици. Не се даровити, не се способни, не се истакнале со некакви идеи, Тоа се дворјани, или го спомнам. но кадровски ги бираат по матрица по која функционираше Сојузот на комунистите и затоа пропадна. Што по големи опортунисти, што по недизајнирани личности, без ставови, без цврст карактер, толку подобро тесто од кој се станува, се напредува и се прави кариера. Кога се прави кариера, се стекнува моќ и така натаму. Истото правило. Затоа 21 година вакви ни се нас партиите. Памти си го прашањето. И фактот дека ти не осташ формално внатре да се направат фракции, без разлика кој е мотивот, значи личен, малци идеолошки и воопшто не идеолошки, направи да во долг период до сега се формираат, односно кога не може да функционираш внатре, оние што се мислат помоќни формираат нова партија и се лачат од двете Ке најдат партии. спонзор некој и така, не? Да, И и коалицираат ќе најдат и после. нема да најдат и ќе се обидат и брзо некои Пропаднат. ќе се затворат, односно нема да продолжат и слично. Зошто им требаат сега на двете партии? Значи тоа е затоа што две партии функционираат многу слично во овој дел. Значи кога ќе издадече и сега последно прв го почнал точно, кажа Мирка, на почетокот 98 Сојуз за Македонија, мислам дека беше една огромна, 94-та. Страшно се расправа. Сега притисокот е од тоа исто. ВМРО ДПМН, значи, окей, нивни политички избор е тоа. Омнибус партија, омнибус коалиција, кој ќе седнат таму, не ги совира цел, цел холидин или како е. Веднаш од таа страна СДСМ, односно другата политичка партија, мисли дека да, тоа е важно да изгледате со тоа дека имате многу коалициони партнери. Не сме сами, па они нека не мислат дека таму ги имаат сите. Ние имаме, они ако имаат две Не, тоа го стартуваше СДСМ. две Тоа е румски. проблем. 94-та го кажав. Тоа и сега они викаат така да го кажав за да тоа. докажат дека била во овој десницата момент- изолирана. Во овој момент, тоа е. да, во овој момент двете Сега го прават. Тоа играат Исто е исто. може да мерите зашто му е, не знам, на СДСМ Тито Петковски, зашто му е на ВМРО Исто. ДПН едни или други или Павле трети, Тројанов, но да. функционираат така. Таа идејата дека мора да имате многу коалициони партнери една димензија. без Не, да ама коалициони знаете, партнери не е фракција. Мислам тоа се. Не, од што го спомнавме тоа, не е фракција. Не, али потоа ви кажам, некои од тие зашто не постојат фракциите се излачија неколку партии, а потоа се враќаат како сателит партии повторно во јатото како коалициони.
Ама ги реков на слушаме ли НСДП. ние сега пак? Па не Пак ги не ги слушаме. И само што мислам дека Не основниот проблем е артикулираат они. што партиите немаат, значи далеку се со демократија, внатрешно партиска демократија. И таа мислам дека нема да дојде се до моментот додека не ни се случи, не знам кога ќе биде и сонувам за тоа, кога ќе се случи, ако не на сите, али во најголем број од седниците на главните нивни тела, централен одбор, централен комитет, кој зависи кој како ја вика, која ќе биде дозволено присуствуваат новинари или камери. Нигде не е. Добро, тоа нема ни во Америка. Не мора на сите. А ние немаме Па, ни во Британија не верувам дека има. конгрес, некој кој што Има нешто што сите го Има испуштаме, има Алце. Јавни конференции, Зошто ама партиските лидери во фракциите, не сакаат крила во струите и Италија друго. не сакаат да Италија дозволат е- спротивно мислење, иако и во едната и во другата партија тоа се случува, па дури и на тие централни конгреси, протекуваат информации. Затоа што сите што водат партија во Македонија, што се некако фактор во политиката, знаат како и на кој начин многу од тие партии кои што се мали, не знам што, и како фракции во самите спротивставени партии беа создавани најпрво од Југословенската служба, за да може да ги контролира. Да не заборавиме дека Шешелј, Парага, Аркан, значи најлошите структури беа создавани од службите. Тие беа дел од партиските групации и создавани. Морам да те исправам. Добро. Шешел беше затвореник 8 години. Да, добро, он беше Така да дисидент не. на некој начин. Он Он беше беше дисидент. Он беше Тоа дали ми се неговата допаѓа партија, он, тоа е неговата друга- партија, неговата партија беше создадена Јас го од познавам, страна на не знаеш Слободан ништо за Милошевиќ. него. Уредо е. Ајде ќе го ставиме на страна. И сите они знаат на кој начин сето тоа е создавано. Сите знаат на кој начин се цепеше ВМРО и како тогашната власт ја работеше оваа партија под наводници. Сите тие работи никогаш не се Со многу решаваат. доброволци од самата партија. Молам? Со многу доброволци од Добро самата бе, па партија. не е па Иначе не можеш. Тако не можеш доброволци Да, однатре, не можеш. некои Не можеш да го факти направиш не ги без соработник. преспокнуваме или да не ги забораваме. Ако добро, ги ај, преспокнуваме, да не ги забораваме. ми беше идејата сега да барем го Мирка и јас повредам сме сведоци СДСМ на тоа сега. Што ви е вас? на тој период. Факт е Тоа дека Остајте го. првите раслојувања на партиите почнаа во самото ВМРО, во СДС. Фракционерството, условно така да многу го си- наречеме, тоа не е како факт. почна многу подоцна. Не можам со тебе да се Беа согласам. предизвикани од Дозволете. службите. Не, Ама да сте го докажам. сега. Тие служби ги контролираше СДСМ, Ама ама дозволи не ја води Дарко, натаму работата. дозволи да докажам. Ама ти ми се убаци сега, како да ти Дозволи да докажам. Зборуваме за српските служби, односно за во Србија. Како да не? Јас категорички тврдам дека од 88 година до ден денеска околу Република Македонија не престанало и то многу активно ни една служба на околните земји. Ама што има да тврдиш категорично, го живееме секој ден. Ама не можеш да сега кажеш кај дека во зборуваме, ново формирана Што не се партија согласуваме? сами се Меѓутоа, раслојувале. Што ме прекинува? Па таа беше забранета. Ама да не ја преценуваме улогата и да кажеме дека се што се случувало во Македонија се случувало по некаков налог на тајните служби. Дозволете дека си. Па кој рече дека се што се Ама случува? така ќе така произлегува, тргнавме, некој така нешто тргнавме. така Не, произлегува. Политичките Така партии произлегува на си, имаше почетокот чисти, автентични, Те молам, немаше автентични чисто политички ништо. партии. Ништо чисто. Од Чисто во- еднопартиски прво во систем политиката, преку ноќ влеговме во плурализам. После ќе дојаме дека Службите имаше чисти дозволиле- автентични бизнисмени. Немој, молим ти се. Остаje таа работа. Не одеше тоа. Клиентелата на тајните југословенски служби Не беа само југословенските. беа Да не албанската, забораваме албанската Е, служба, да не така. забораваме бугарската, да не забораваме грчката. Ама не влагаме ние сега у расправа дали било Околу Македонија. Меѓутоа, овој период, а особено околу периодот на самостојувањето, барем Мирка е многу повеќе сведок. Ама немој Ние се повикуваш на мене, Не а се не повикувам, даваш да бидејќи ти кажеме. и јас сме знаеле што се случувало и како се случувало. И знаеме А зошто мислиш дека ние другите не знаевме, бе, И па? толку Ние пати се гледавме сме исто пишувале, така, па кај бевме пишувавме ние? и така Не живеевме натаму. во Македонија. Знаеме дека Станува збор се, јас не сакам да се омаловажи едно осамостојување кое што си има Ај, автентична Ајде. историја, Кај македонска оти? историја. Ако кажеме дека една служба создала нема да ја создала фалсификуваме ние. политички партии, како да го Тргнавме да